Од денеска со нова спортска сала државното средно училиште Кузман Јосифовски Питу во Прилеп. Инвестицијата е на владата и е вредна 24 милиони динари во рамки на проектот за изградба на 145 училишни спортски сали. Според премиерот Груевски, образованието и спортот во изминатите години се меѓу најголемите приоритети на владата. Поттикнувањето и негувањето на спортскиот дух кај младите сметаме дека е исклучително важен чекор во воспитување на нашите деца. Преку спортот се чува здравјето, се развива чувството за тимска работа, за почитување на противникот, за истреност и упорност да се достигне посакуваното. Спортот на еден посебен начин ги подготвува младите да се соочат со битките кои ги носи животот, при тоа учејќи ги како да го задржат своето достоинство и да ги почитуваат правилата кои што важат за сите. Сепак, за да ја негуваме спортската традиција, нужно потребно е да имаме спортски сали, игралишта и терени, на кои нашите млади ќе може да се запознаат со спортот, ќе може да спортуваат. За таа цел, владата во изминатите неколку години започна со реализација на повеќе капитални инвестиции, чија цел е да се надополни сето она што не било направено од сите претходни влади. Или накратко, да изградиме спортски игралишта и спортски сали во секое место во Македонија, каде што недостасувале и каде што има услови да се изградат. Во рамки на проектот ова е третата сала која ја пуштаат во употреба во Прилеп. Четврта сала е во фаза на градба за потребите на основното Добре Јовановски, а во наредните години во план за градба се уште 3 други сали. Градоначалникот на општина Прилеп нагласи дека оваа спортска сала која денеска се пушта во употреба ќе овозможи развој на спортот и спортските активности и ќе придонесе за подобрување на условите за изведување на наставата на учениците од ова училиште. Нашето мото на локалната самоуправа и владата на Република Македонија е да продуцираме здрави психофизички деца кои ќе бидат светла иднина и за градот Прилеп и за Република Македонија. Спортот и учењето се најосновните работи. Заменик министерот за образование и наука истакна дека новата современа спортска сала ќе ја користат учениците, но и жителите од овој дел на општина Прилеп, во кој недостасуваше ваков спортски објект, а кој се остварува согласно изборните ветувања. Денес ја заокружуваме 49-та училишна спортска сала и набрзо ќе отвориме 50-та јубилејна спортска сала. Оваа училишна спортска сала е уште еден пример за успешните инфраструктурни инвестиции во образованието. Дополнително во фаза на градба и спортската сала во основното училиште Добре Јовановски, а во план е изградбата на уште 3 сали, со што Прилеп ќе добие целосно нова и современа образовна и спортска инфраструктурна мрежа. Спортската сала се протега на површина од 650 метри квадратни. Целосно е опремена со спортски реквизити и ќе овозможи тренирање кошарка, ракомет, мал фудбал, одбојка и гимнастика. Премиерот присуствуваше и на пуштање во употреба на нов фудбалски терен направен во соработка со општина Прилеп и Фудбалската федерација на Македонија, вредна 300.000 евра. Фудбалското игралиште располага со нов терен со вештачка трева и нова пропратна опрема и е наменета за потребите на спортската академија.